Откако Азербејџан ги принуди сепаратистите од Нагорно Карабах на примирие, вети дека ќе ги заштити правата на етничките ерменци на територијата. Илјадници од нив, сепак, се скептични и решија да побегнат. Многумина ги споделија своите приказни додека чекаат со неизвестна иднина во ерменскиот град Корниџор. Ни требаа околу 24 часа да стигнеме овде. Детето бараше леп, но немавме. 11,5 милиони долари хуманитарна помош беа ветени од Агенцијата за меѓународен развој на САД. Оваа помош ќе биде искористена за да се обезбеди се, од храна до психосоцијална поддршка со оглед на тешките психички лузни што ги имаат толку многу граѓани. Неколку луѓе кои се обидуваа да побегнат и беа повредени за време на експлозијата во складиштата за гориво во Нагорно Карабах, се уште се хоспитализирани и добиваат третман за раните. Во тек се дипломатски напори на највисоко ниво со владата на Азербејџан за да се обидат да се смири ситуацијата, изјави портпаролот на Американскиот Стейт Департмент Метју Милер. Државниот секретар Антони Блинкен денеска повторно разговараше со председателот Алиев и ја истакна итноста да нема понатамошни непријателства, да има безусловна заштита и слобода на движење за цивилите, да има непречен хуманитарен пристап до Нагорно Карабах. Ерменската влада ќе треба веднаш да ги мобилизира своите ресурси за да им помогне на раселените. Изјави за Гласот на Америка Кери Кавано, поранешен американски ко-председавач на групата Минск. Не е лесно за Арменија да се справи со потребите на 100.000 луѓе кои ја минуваат границата во паника. Нема да знаеме неколку дена како ќе се одвива сето ова. Во меѓувреме, Агенцијата за бегалци на Обединетите нации соопшти дека ќе продолжи да дава поддршка за ерменската влада, а во исто време повикува на заштита на цивилите во согласно со меѓународното хуманитарно право и правото за бегалци.